имплементацијата на програмата Вистински македонски пат, програмска целина, заштита и развој на семејството. Тоа е дел од стратегијата и плана за реализација на визијата за возобнување на македонската државност. Програмата Вистински македонски пат е единствената македонска програма за возобнување на државноста, која е базирана не на поразениот неолиберализам, туку на стремежот и потребите на слободолюбивите народи во надоаѓачката и победничка национална, политичка, социјална, геостратешка, економска, глобална идеологија и реалност. Одговор на глобалните политички, економски и идеолошки предизвици. Единствена програма во новите надоаѓачки рамки на суверенизмот по цел свет. Во Македонија целиот политички спектар и понуда е во рамките на поразената неолиберална идеја. Козметиката не е лек за темелните проблеми. Македонија сега има политичка платформа и сила за спроведување на победничката суверенистичка идеологија во мултиполарниот свет. Тоа е програмата Вистинскиот македонски пат. Структури и фази на програмата Вистинскиот македонски пат, визијата е представена во основните темелни принципи и основни програмски целини. Стратегијата е разработена во конкретни програмски целини, економски насоки, политички систем, државна администрација, меѓународни односи, одбрана, социјална подкрепа, заштита на семејството, здравство, образование, енергетика, инфраструктура и така натаму. Детален оперативен план, месец пред изборите и примена по победата на изборите. Стратешка визија за развој и заштита на семејството. Роди на посебен акцент ќе стави на заштитата на традиционалното македонско семејство од аспект на социјалната сигурност, економска независност и заштита од манипулативните програми на западните институти за растурање на семејството. Заштита на детето, забрана за секаква идеолошка и друга индоктринација на деца од страна на политички и невладини организации со принципи спротивни на македонските традиционални вредности, ЛГБТ заедницата и други туги влијанија. Тука имавме скоро една индоктринација од страна на поборниците на НАТО интеграциите, каде што младите, нашите деца, им беше представена НАТО како организација да носи мир во светот, а ние добро знаеме што она носи во светот и како делува во светот. Тоа треба да се забрани, да се спречи, затоа што децата нема потреба воопшто со такви меѓународни организации да имаат запознавање во таа област. Со тек на време они ќе си дојдат кога ќе треба да се запознаат со меѓународни организации. Слободен развој на детето во универзалните и традиционални вредности. Секој општество си има некои своји универзални традиционални вредности. Кај детето тука пред се треба да се вгради односот на почитување меѓусебно, развивање на таа заедничка припадност кон македонскиот народ, почитување на возрастните и така натаму. Тие се тие вредности кои што децата на таа возраст треба да бидат учени. Заштита на детето од содржини кои веќе се дел од македонскиот медиумски простор, кои ја имаат истата улога на идеолошка и друга индоктринација. Свесни сме дека децата и ние на времето сме нападнати преку медиумите, денеска е тоа многу повулгарно. Порано имаше забранети содржини кои што не смеат да се прикажуваат во 24 часот, а денеска имаме содржини кои што идат 24/7 од утро до мрак пред очите на децата и таа една индоктринација, тука се вклучени ЛГБТ организациите, исклучиво агресивни и одредени институти кои форсираат сексуална едукација, која што гледаме дека сакат и многу да ја спуштат подоле границата до сексуална едукација, тоа е една чиста манипулација со детето. Воспоставување на социјални програми за развивање на социјалната компонента кај нашите деца, кои се повеќе отуѓени едно од друго со прекомерно користење на електронските средства. Модерното време го носи тоа што го носи, тоа се телефоните, таблетите, компјутерите и така натаму. Свесни сме дека нашите деца предолго ги користат тие алатки, но тоа е немање стратегија и визија на општеството за да му понуди на детето и друга содржина. Знаеме дека децата си бараат простор каде што можат да играат, да ги искажат своите детски креативности и ние тука посебно нашето внимание ќе го насмериме да се креираат содржини
во рамки на населбите, во рамки на градот, надвор од градот и така натаму ќе бидат офатени тие мерки. Државата директно ќе ги помогне извидничките, спортските и фолклорните друштва, уметничките секции, детските кампови, програмите за физички развој и друго. Ќе изгради современа инфраструктура, објекти, реквизити, ќе инвестира во устручување на кадар за квалитетно практикување. Тоа е тоа што го говориме, значи ќе се развива таа социјална компонента преку извидничките друштва, спортските, фолклорните, уметничките секции. Државата тука ќе помогне во инфраструктурата, во обезбедување на средства да се одржи тоа на едно повисоко квалитетно ниво и ќе го популаризираме сето тоа. Таа социјална компонента е многу битна за развој на детето. Организирање на настава во една смена на целата територија на државата за подобро планирање и реализација на слободните социјални активности. Се случува родителите да се прва смена, децата втора, цел ден не се гледа, дезориентирани се, таа промена од прва во втора смена, до ден денеска не разбирам зашто целата настава да не се објава во прва смена. Тоа е само креирање на објект, каде што треба да ги прифати сите деца, за да може понатаму децата во вториот дел од денот да си го планираат за своји социјални активности, спортски активности и други. И тука исто таа како мерка ќе примениме во нашето општество. Државен проект Ефтин дом, поевтинување на метар квадратен со употреба на еколошки материјали, енергетски ефикасен дом, изграден во приградски и рурални средини за здрав развој на детето и семејството, субвенционирање, кредити со 1% камата, комплетна инфраструктура. Ефтин дом од како проект треба да понуди на младите семејства некаде квадратот помеѓу 200-250 евра клучна рака да дојде. Значи еден дом од 100 квадрати за едно семејство со 3 деца, негде 20 до 25.000 евра, најверојатно добар дел ќе се субвенционира од државата, добар дел и родителите ќе се субвенционират, за да може младите одма да си креираат свој дом. Тие системи веќе се во светот распространети и веќе функционираат, тоа ќе дојде и во Македонија. Ќе користиме материјали кои што се од домашно производство, ќе развиеме во тој дел и индустријата, така да тоа ќе потегне една серија на мерки. Депопулација на урбаните средини, пренаселеност и урбаниот хаос во градовите донесе лош квалитет на живот и се помалку простор за нормален развој. Системот на Ефтин дом напор од градовите во добро урбанизирани средини ќе создаде амбиент за миграција град приградски населби села. Свесни сме ние, жителите, например, јас сум жител на Скопје, по некои студии Скопје негде како котлина за да може да функционира, не треба да има повеќе од 200 до 250.000 жители. Непланското градење доведе да градот малтене е запушен, нема никаков проблем, пренаселеност, они сите го решаваат проблемот на загадувањето, а сите издаваат маркици како луди. Таа лажна насекираност за дрвата, зелени, кои што ги гушкаат, па после ги сечат за да нацртаат они маркица, евидентно и денеска, така да нашиот процес е обратен. Значи, ќе се креираат приградски средини, каде што полека градовите пренаселеноста ќе иде према периферија, во здрави, чисти, природни средини, со добра организација. И тука исто така една серија на мерки ги примениме. Организирање на економски издржани целини во руралните селски средини, каде младите семејства ќе можат да најдат екзистенција. Поволности за инвестирање во рурални средини. Тоа е фатено и во економските програмски цели. Значи, лесно да кажеш оди во рурална средина, живе здраво, живе убаво, но таму треба да се створат услови каде младите семејства ќе можат да најдат и својата екзистенција. Исто така серија на мерки за креирање на економски целини во руралните средини. Родители и нивните социјални права, заштита на мајката, жената на работното место при бременост и породилно отсуство. Заштита од губење на работно место и деградација на истото. Имаме такви примери каде што жената се деградира кога ќе во време на бременост и го губи дури работното место, тоа не сме се случи. Породилно отсуство 12 месеци,
40 часовна работна недела, дополнителни слободни денови до 5 години од раст на детето. Во делот на работничките права, 40 часовна работна недела и задолжителен секој втор викенд слободен за професии кои имаат постојан ангажман. Има одредени професии кои што морат и за викенд, односно за недела да работат, но мора следната недела веќе да биде слободна. Тоа е тој социјален момент со семејството. Недела неработен ден, освен за работење на неопходните сервиси, полициска заштита, познатна заштита и друго. Спроведување. Програма заштита и развој на семејството ќе се спроведува централизирано од владата и министерствата под надзор на председателот на републиката и со општествен надзор на работата на министерството преку народни и општествени совети од граѓани избрани од народ. Програмата заштита и развој на семејството ќе се исполнува со паралелно применување на останатите основни цели. Социјална, пензијска и здравствена заштита за секого. Ниеден македонец и семејство нема да бидат оставени сами на себе. Тоа е социјалната подкрепа од ромска дел на родина. Економската политика која ќе обезбедува целосна продуктивна вработеност, користејќи го целиот домашен и селенички македонски работен и креативен потенцијал од економските насоки цели.